Смешно и несватливо е министри јавно да признаат дека биле излажани од колега. Поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини за Алфа коментира дека е невозможно министрите да не знаат за што гласаат, особено кога станува збор за случај кој што е толку актуелен и кој предизвика толкав револт кај населението. Тоа се смешни изговори. Точно е тоа дека сите министри членови на владата не се заинтересирани за сите точки на дневен ред. Меѓутоа, ова точка не е била непозната. Овој проблем не бил непознат, па да тие не знаеле. Мене тоа министерката за екологија од вчера ли и од ова лага на овај дознала за проблемот на загадувањето. Сега нормално дека таму има мешање на други интереси и ништо не е неочекувано и ништо не е ненормално и ништо не е неморално. Не само ставовите на министрите и однесувањето на премиерот е несватливо. После толкаво изразување на незадоволство од страна на граѓаните да се вади дека бил на страна на народот. Според Хајредини, коалицијата СДСМ-ДУИ се одржува на база на лаги и взаемни амнестии, а случајот со родниците не е најголемото коруптивно дејство и не е прв пат Ковачевски да сака да ги спаси ДУИ. И тие протести, и тие незадоволства, несватливо е дека сега да се вади премиерот, во прв ред премиерот Ковачевски, за тоа било вака или било така. До вчера не му било јасно на Ковачевски, кој веќе секој ден, не еднаш дневно, се фали дека работи во интерес на народот, дури вчера да рече дека јас сум на страната на народот. Па на чија страна ќе биде премиерот, ако не на страна на народот? Ваквото правдање на министрите дека не знаеле што минало на седница на влада, доколку е вистина, го отвара и прашањето дали е можно во минатото да се случувале слични ситуации, односно некој од министрите да се турка проект кој минал на влада, а за тоа другите министри и премиерот да не знаат за што станува збор.